Македонија нема доволно инспектори, но и тие што ги има едва и успеваат да постигнат насекаде. Во време на пандемија, кога имаат зголемен обем на работа, се жалат на мали плати. Често се случува еден човек да ги извршува сите работи. Отворен конкурс за прием на нов никој не се јавува. Еден граденжен инженер 100 пати поголема плата ќе земе во некоја градежна фирма, неголи што може да земе во општината. Дополнително, инспекторите се жалат дека се соочуваат со напади, се чувствуваат небезбедно и незаштитено. Празни места за инспекторски позиции има речиси во сите општини, ама нема кадар, па затоа еден инспектор врши надзор во повеќе области. Се жалат дека работат за мали плати и не можат да постигнат. Една од најслабите алки на функционирањето на локалните самоуправи е во суштина се инспекцијските служби, инспекцијскиот надзор. Тоа го покажа нашето истражување, односно мапирањето кое што го спроведовме над 80% од општините. Истражувањето на НВО Инфоцентарот покажало дека во овој сектор корупцијата цвета, а дека ситуацијата е лоша, признава и скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Проблемот го гледа во нефункционалноста на системот. Мора да се соочиме на крајот на денот дека ние имаме нефункционален систем. И заради тоа состојбата ни е ваква. Да е функционален, немаше да е ваква. Од тука никако не може да се сложам. Јас би ги укинал централните инспекции. Тотално би ги укинал, да не постои државен инспекторат. За жал, јас како градски инспектор не можам да останам нем на фактот дека работиме по еден закон за градини што е полн со дупки, да не кажем како швајцарско сирење. Општините немаат доволно капацитети за да организираат ефикасна инспекцијска служба во последните неколку години, а особено во време на пандемија. Ова е заклучокот од истражувањето, кое покажува дека најголемиот проблем е во долгите процедури и закочената работа на администрацијата. Потребна е итна промена на моделот за работа.